Добра вечер, почитувани слушатели. Ја продолжуваме емисијата од вторникот, каде што ги представивме основните чекори што досега ги направивме во делот на почнување на постапката на дешифрирање на демотскиот текст на каменот од Розета и потоа продолживме на каменот од Канопус нашата работа. Благодарение на тоа што направивме некои предпоставки, идентификувавме определени, ги идентификувавме сите знаци на текстот и направивме нивно озвучување, дојдовме во ситуација, во состојба, да можеме да почнеме да го читаме текстот и тоа беше главен тест на она што претходно го направивме, затоа што ако се исчита текстот, тоа кажавме и при крајот на минатата емисија, сега да го повториме, ако се исчита целиот текст и добиеме текст кој што не наликува на ниеден од текстовите останати кои што се напишани со унцијално писмо и со хиероглифско писмо, тогаш завршуваме работа, веќе немаме што да правиме и понатаму нема никаква анализа, тоа значи дека сме сгрешиле во нашата постапка. Но ако добиеме текст кој што по содржина е сличен со овие два текста, а се разликува во конструкцијата на реченицата, тогаш можеме да кажеме дека сме на прав пат. За наша среќа и радост, второто беше точно. Добивме на крај текст кој што по својата содржина е речиси ист, еднаков со содржината на древно данајскиот текст, со јасна разлика во структурата на реченицата, редоследот на зборовите во самата реченица и се она што следува како разлика кога имаме текст со иста содржина, напишан на два различни јазици, како што е тоа и денес случајот, да речеме, со два блиски народи, француски и германски, каде што исти текст на француски и на германски не може да има иста структура на реченици. Тоа го установивме и на овој текст во слайдовите кои што овде ги прикажуваме на почетокот. Даваме само доказ на тоа дека ние сме ја завршиле работата со исчитување на комплетниот текст и дека сега можеме веќе во кирилична форма да го прикажеме текстот онака како што ние го читаме, и при тоа за да се види дека до крај мораме да останеме коректни, дека сите знаци кои што ги има на каменот во оригиналната форма ги земаме во предвид и ги исчитуваме. Не би навлегувал во цитирање на целиот текст заради тоа што може да ни одземе многу време, но по завршувањето на целиот текст потоа предовме на разгледување на текстовите на уште два декрети кои што се многу познати, и двата се нарекуваат декрети од Канопус. Современата наука тврди дека станува збор за два исти текста, но не е така. Според нашите сознанија и нашето читање станува збор за два текста кои што потекнуваат од периодот на два различни владетели, од кои што едниот е фараоница, другиот е фараон. И можеме, но сега емисијата не е за тоа наменета, за тоа во некоја подоцнежна прилика, бидејќи текстот на каменот од Розета е доста долг, исто така и на каменот од Канопус, само е малку, е 2/3 во должината на каменот од Розета. Имавме прилика да најдеме различни форми на зборови во различни нивни форми, имено најдовме именки во женски и машки род, од истата именка, потоа еднина и множина од истата именка, членувана, нечленувана форма, активни и пасивни глаголски форми и така натаму. Сега тоа ќе го прикажеме. Она што на изглед потрошивме многу време и навистина потрошивме од оној период, ако сметаме од кога ги идентификувавме знаците, се темелеше на тоа да што подобро го осознаеме јазикот кој што полека го откриваме. И особено сме изненадени од природата на тој јазик. Во тој јазик слоговите играат главна улога
И исто така и самогласките се многу карактеристични, каде што и самогласките означуваат цели поими. Па да почнеме најпрвин со некакви карактеристики на најчестите самогласки, тоа се самогласките А и И, кои што спрема определени истражувања што ги направивме и во денешниот современ македонски јазик се со најголема честота на употреба во текстови напишани на современ македонски јазик. Значи, ќе започнеме со употреба на самогласките А и И, кои што се употребуваат самогласката А за означување, да речеме, на женски род кај именките. Овде се на слайдот прикажани два примера. Јас ќе ги кажам во оригинал како се изговараат и што значат на современ македонски. ДЗВ и ДЗВА на современ македонски означуваат крун или крум, односно круна. И уште еден слог или еден збор е уште еден поим, уж, односно ужа. Тоа би било нешто како машка змија или змиј и змија во женски род. Додека самогласката И служи за формирање на множина на именките, овде се дадени 4 примера. Тоа се лето и летој, шемо, шемој, односно свештеник, свештеници, лето и летој, позната ни е значењето, господар и господари, и ши, односно камен и камења, или тврдина, односно тврдини. Понатаму, самогласките А и И имаат, понекогаш се употребуваат и да означат значење на прв и прва. Да речеме, самогласката И во слогот дзе во основна форма и дзе прв, како пророк и пророк прв. Потоа самогласката А како ШЕ, односно свештенство, и на ША, на свештенството прва. Или слогот ЖО, ако пред слогот се стави самогласката И, означува прв ЖО, односно заштитник и прв заштитник. Или на слогот дзе со долго е и дзе тоа е карактеристично сончева светлина, односно сончева светлина прва или зора. На овој поим посебно го истакнувам затоа што ќе се навратиме на него кон крајот на емисијата, за да кажеме нешто што во Македонија се наоѓа како артефакт. Потоа, кај формирање на суперлатив на придавки, имаме две форми. Едната е така наречена еднинска форма, која што и денес ја употребуваме во македонскиот јазик. Тука имаме два примери. Зборот живену, како оној кој што живее или живко, и најживену, односно најживко или вечниот, оној што најмногу живее. И зборот божен, односно божествениот, и најбожен, односно најбожествениот. Овој збор божен е македонска варијанта на името на Александар, кој што заради тоа што е македонски цар, добива суперлатив најбожен. И реков, имаме и ова еднинска форма, имаме мнозинска форма или множинска форма на суперлатив, кој што денес се употребува во рускиот јазик, таму останал. Затоа имаме два примери. Првиот пример е зборчето семе, односно семејство, и најсеме, односно најсемејство. Има многу семејства во градот, најсеме најчесто се употребува за да се означи најдоброто семејство во градот, и це, односно ценет, и најце, најценет. Овие форми, значи повторно да напоменам, не ги измислуваме, него само ги соопштуваме резултатите од нашето читање, ги има и во една и во друга форма во текстот. Оној кој што е заинтересиран може да ги најде. Понатаму имаме членувана и нечленувана форма во еднина и во множина. Во еднина господар и господарто, односно господар и господарот. Во множина истата именка би била господари, односно господарта, господари и господарите. Потоа форма уште една град, тогаш имал слогот по означува град, пото е градот, и
имам уште една форма во множина сега, на роца, тоа е свет запис, или тврд запис, и на роцато, тврдиот запис. Имаме и активна и пасивна, наоѓаме активна и пасивна форма на глаголи, односно глаголи кои што имаат форма активна и форма пасивна во самиот текст. Да речеме глаголот на зееве, односно нарекува, и на зеевен, односно нарекуван. Потоа глаголот везе, што значи пишува, и везен, односно напишан. Потоа наши везе, значи на камен везе, односно на камен запишува, наши навезен, на камен навезен, односно напишан. Да забележиме дека зборот везе се уште често се употребува за некој кој што има убав ракопис и во денешниот современ македонски јазик. И досега ги најдовме следните заменски форми. Тука не би ги објаснувал, бидејќи мислам дека се многу разбирливи. Во еднина мој, вој, тој, во множина мој, вој, тој, потоа показна форма најзе за неа, и една форма која што ни изненади, за која што јас лично мислев дека е припаѓа на латинскиот јазик, тоа е суа, односно свој. Можеме да забележиме на слайдот дека имаме една иста таква форма на еден дел од една салатера најдена во Винча. Формата е суи, односно свој. Потоа имаме сето, војо, тоје, како заменски форми, и заменска форма ју, го и во множина јуи, ју како нејзин, јуи како нејзина, го како него. Особено позитивно беа изненадени колегите на Филолошкиот факултет на Ленинградскиот универзитет во Санкт Петербург, каде што ова го презентиравме, и веднаш прогласија дека ова писмо е руско, со руски карактеристики, јазикот е руски, затоа што ги има формите кои што и денес се активни во современиот руски јазик. Бевме во можност да го осознаеме пантеонот на боговите на древните македонци, односно сите богови, односно големата мајка или бого Мо и сите нејзини 12 деца, 4 женски, односно 4 божици и 8 машки, 8 богови. Тоа се богот Зе, односно врховниот бог, богот Сонце, оној кој што гледа се или богот пророк, бого Дзе, неговата сестра, божицата на сончевата светлина, ама пладневна сончева светлина, бого Зе, богот на младото сонце, бого Зе, божицата на ладната светлина или на утринската сончева светлина или на месечевата светлина, потоа таа е божица, бого Же, божицата на земјината енергија, божицата на земјата, бого Ве, тој е богот на мајсторите, бого Хо, уште една божица, овој пат божица на писменоста. Инаку забелешка досега древните македонци се сметаа за неписмени, а видите имале божица на писменоста. Ќе кажеме детал зошто сме сигурни дека таа е божица на писменоста. Бого Џо, богот на животните, бого Во, богот на водата или на водите, бого Са, богот на седењето, односно на земјоделието, бого Ка, богот на здравјето, односно врховниот бог на Горна Македонија или на Пајонија, и богот Ѓа, односно богот на војната. Зошто сме сигурни дека богот Зе е врховен бог? Па затоа што не му доделува титула најнадзеја именца, што значи највидното име на сончевата светлина, односно фараон или цар, најдзеи, најсветол, оној кој што моите го нарекуваат, односно мој на Зееве, боголе тој, оној кој што моите го нарекуваат богот на летата или бог на летата. Тука треба да направиме, често пати луѓето кажуваат, па добро, богот Зе, тоа е богот Зевс или богот Зевс. Тоа не е така, затоа што се тоа два антиподи. Односно, празникот на богот Зе е во летото, 5 дена, 29, 30, 31 јули, 1 и 2 август. Ние имаме денес, нели, Илинден, светец се Свети Илија.
Додека богот Зевс, неговиот празник е во последните 5 дена од годината, во зимата, баксузните денови, и тој е секогаш придружен од змија, и така треба да биде. Сега ќе видиме малку подосна зошто треба да биде придружен од змија и е придружен од змија. Бевме пријатно изненадени од карактеристиките на пишувањето или обраќањето на древните македонци кон боговите на другите народи. Имено, успеавме да прочитаме во оригинал, најверојатно за прв пат, во современиот период, имињата на две врховни божества од древен Египет. Во оригинал, првиот на слайдот се чита вака: Ѓупацаве Ананеца Бого, а мој назеве Боголе прв или Боголи. Богот на египтјаните Ананеца, оној кој што моите го нарекуваат Богот Ли или Богот Ле прв. И неговата сестра Ананеча, божица на сончевиот зрак, односно Изида. Инаку грците првиот бог го нарекуваат Озирис, а божицата, неговата сестра Изис, и тие како такви се попознати, иако египтјаните нормално, бидејќи се постара култура, си имаат своји називи на нивните богови. Нормално, 3000 години најмалку постари од древните данајци, односно од грците. И еве зошто на истиот слайд сме сигурни дека божицата Хо, односно богот Хо, е божица на писменоста, затоа што сега кажуваат во самиот текст нашите предци: на Аште бого Хо, а вој на Зеве бого господарто и на Зеве господарто на Рооца. Нашата или на врховната штитеничката божицата Хо, а вие ја нарекувате господарот и ја нарекувате господарот на светиот запис или на тврдиот запис. Значи, тука прават во текстот паралела, заради тоа што господарот и господарот на светиот запис во Египет е богот Тот. Затоа и ден денес писменоста како именка кај нас е од женски род, а во Египет е од машки род. И тука има некаква врска, и ние да се подсетиме за материјалот на кој што најчесто пишуваме, се нарекуваме хартија, а Хо преоѓа потоа во Ха. Бевме привилегирани да за прв пат најдеме и како е системот на нарекување, или како древните македонци ги се нарекувале себе си како народ, и како ги нарекувале другите народи и етнички заедници кои што во тој период живеат во Египет. За македонците најдовме 3 начини како се нарекувале. Најдолгиот е деца на Модеа, потоа доаѓа деца Мо и на крај деца Во, што на современ јазик од лево на десно би значило последниот назив деца Во, тоа се деца на Сонце. Потоа доаѓа деца на голема мајка и на крај најдолгиот назив деца на голема мајка Божица Врховна. Египтјаните ги нарекувале деца Војо Ѓуа, односно деца на оваа убава земја, односно така било македонското име убава земја за Египет. Инаку Египет на древногрчки значи Белград, бидејќи древните грци, односно древните данајци, немале поим за држава и имале поим само за град држава, па името на главниот град на Египет, пред да дојдат древните македонци да го освојат Египет, значи пред Александар, главен град бил Мемфис. Второто име на Мемфис бил градот на белите зидини, односно Белград, и затоа името на градот го придружиле, го изедначиле со името на државата, и оттаму Египет. Инаку, според египетската митологија, творци на Египет, создатели на Египет се египетската голема мајка, и која што е убавка или ѓу, и господарот на почвата, односно Геб, значи убавка и почва, убава земја, тоа е името на
Египет, кое што им го дале за древните македонци. Во Египет постојат два народи во тој период. Едни се египтјани од Горен Египет, кои што на древно македонски се ги нарекувале Геопаца, односно од Горен Египет луѓето, едноставно, додека за египтјаните од Долен Египет имаат друг назив, тоа се Сеатонца, бидејќи во Долен Египет бил расширен култот на Сет, односно на змијата, едноставно ги нарекле почитувачи на култот на змијата. И на крај она што не интерес, што најверојатно ќе ги интересира гледачите повеќе, а тоа е името на грците, односно на данајците, како што ги нарекуваат во целиот текст. Се уште тогаш нема грци. Грци може да има од 1830 година па наваму. Тие за нашите древни предци биле данајци, па стои вака во 11 или 12 третот текстот: деца на змија прва, зе на А зее, Амо на Данајве, Најве дзе, наше имо Каин. Превод на древно македонски, на современ македонски: деца на змија прва, светлина на месечевата светлина, на кој што големата мајка на данајците, односно нашата голема мајка на данајците им е најголем водач, но исто така наше имо Каин значи дека ги условуваат како наши непријатели. Тоа значи наше имо Каин. Значи наш непријател. Сега, во 18-тиот ред најдуваме на една следна фраза, која што сведочи за тоа дека древните македонци биле на високо културно ниво, заради тоа што кога се обраќаат кон другите народи со кои што тие владеат, тоа се египтјаните и данајците, иако данајците не ги сметаат за народ, ги сметаат за етничка заедница, барем така се во текстот класификувани, тие се обраќаат и кон двата народи на начин на кој што секој од тие два народи очекува да му се обрати некој кој што го почитува. Да напоменам само, денес во Европската Унија има повеќе јазици официјални за секој народ, онаков како што си користи. И кога се прави превод од оригинален текст, се прави механички превод. Не се внимава многу на тоа како секој, на особеностите на кои што секој од тие народи очекува некој да му се обраќа кога го почитува, односно како негов близок пријател. Овде не е така. Овде се обраќаат кон секој од народите онака како што тие очекуваат, секој од народите очекува да се обраќа од некој кој што го почитува, во смисла, ако кон македонците се обраќаат на еден начин, со почитување на македонските богови, на македонскиот пантеон на богови, кон древните данајци се обраќаат со почитување на пантеонот на божества, на древните данајци и како што тие очекуваат. Например, имаме Нашве, Ѓупацаве, Ананеца Бого, и на Зевето, Љубоветове, деца на Модеја и на Богоджо. Современ македонски, на камената градба, тогаш така го потребувале збор за храм, значи тоа бил градба од камења, на богот Ананеца, на египтјаните, нагласено. Тој храм не бил само на богот на Ананеца, туку бил и храм на оние кои што ги нарекуваат возлюбени, деца на големата мајка и на богот на животните. Тоа е израз, деца на големата мајка и на богот на животните се светите животни, но за македонците немаат конкретно име за светите животни, додека во преводот на англиски на соодветно место, да речеме на ред 30, во древноданајскиот текст наоѓаме дека тие се обраќаат кон бикот Апис и кон бикот Мневис, да им се дадат многу подароци и да се дадат исто така подароци и на другите свети животни во Египет. Во Египет владеел култот на светите животни, ама за македонците тоа светите животни се само деца
големата мајка, Божицата врховна и на Богот на животните. Сега ќе се задржиме малку на еден дел од текстот, крајот на текстот, тоа е крај на 31 ред и цел 32 ред, кој што во нашето читање доведува, односно како резултат добиваме јасна разлика во однос на древноданескиот текст. Имено, ќе почнеме од првата наредба. Наредуваме, сега имаме два епитети, нагоре на Египет, умот на младото сонце, надоле на Египет, најгердан од герданите, односно наниза, тоа е стар македонски збор, да биде на камен направена, тоа значи да се направи релефна статуа на големата мајка наша. Сега таа мајка наша е исто така врховна на младите на месечината, таа е исто така господар на тврдината. Сега треба кој да направи? Оној на кој што епитетите му се умот на младото сонце и најгердан од герданите, но неговото презиме е од градот на земјата, на Карпите, односно на мајсторот на каменот. Тоа било името, тоа е значењето на името Птолемаида на македонски, тоа е фактички презимето, односно името на династијата, тоа денес би рекле Птоломееви, наречен од големата мајка, најгердан од герданите, наниза на горните египтјани. И сега продолжуваме со епитетите за големата мајка, господарка на сонцето, на свештенството прва, најгердан од герданите, затоа што ако фараонот е најгердан, големата мајка е најгердан и исто така е пророчица прва. Ако се сеќавате, претходно кажавме за пророк прв Дзе, па имаме И, овде имаме Дзе, па А, што значи пророчица прва. Потоа, одиме понатам. Сега имаме анализа потоа на втората наредба. Во храмот, во главниот храм на Египет се мисли, нареди, кој може да нареди, јави, тоа е исто што и нареди, ако фараонот јави, тогаш тој наредува. Да биде од камен направена, сега се кажува во кои храмови конкретно. Зошто велам овде имаме разлика? Па затоа што во текстот кој што ние го читаме, точно се означени храмовите на божествата во кои што треба да се вгради каменот од розета, декретот, односно каменот од розета. Богот, тоа се точно храмови наведени, богот Змија на устието, богот Змија е главен бог на долен Египет, односно на устието на Нил, богот на Асуан, тоа е богот на горен Египет, и нашиот бог. Додека во древноданескиот текст само се споменуваат храмовите од прв, втор и трет ред, без да се каже за кои богови тоа се однесува. Значи се кажува во кои храмови, потоа следи наредба во на кои територии во тие храмови да се стави. Па имаме следнава реченица на современ македонски: во вашиот најценет, главниот град на Египет, тоа е Александрија во тоа време, во вашите најценети сите храмови на Синај и тогаш така го викале, и во вашата најценета земја на богот Јо на Тнани, а на хебрејски на Тнани ја означува ветената земја, односно Израел. Во тој период Птоломеите владеат со територијата на Израел. Исто така, нашето читање се совпаѓа и со она што досега е откриено, односно, археолозите одамна смислуваат начин како да објаснат дека досега други примероци од каменот од розета се најдени само на територија на Александрија и во околината, а ние читаме дека декретот се однесува на тоа дека
овој декрет треба да биде поставен само во главниот град на Египет, односно на Александрија. Надвор од Александрија не ни се очекува да се најде примерок некаков од овој камен. И на крај сега, значи кажавме да се направи камен, да се на него каде да се стави тој камен, во кои храмови, на кои територии и сега што треба да се прави на него. На него да биде напишано или да се навезе на камен на врховните свештеници, на живите господари и на крај на данајците писмата, и тоа во цврст камен или камен тврд, што означува црн гранит. И на крај текстот завршува со, да речеме денес би рекле, со потписот на фараонот, односно фараонот, заштитник и наследник на сончевиот зрак на нашето име. И сега често пати ни префрлаат дали има вакви артефакти во Македонија, зошто ги нема и така натаму. Тука има едно објаснување за почеток. Тоа е дека римјаните, откако ја освоиле оваа територија, 100 години детално бришеле од сите споменици се што има напишано на ова писмо, а она што не можеле да го извршат, го едноставно го кршеле, го уништувале. И затоа бројот на вакви наоди со артефакти на кои што е ова писмо во Македонија не би требало да биде голем. Но овде имаме, сега на следниот слайд, два артефакти во Македонија. Тоа е камена плоча над извор во околината на Кокино. Датирањето е 3000 години пред нашата ера, на кој што стои ваков текст на современ македонски, сега би го прочитал. Водата припаѓа на богот Во, односно богот на водата, вашиот народ да ја пие. Сосема реален текст на некој кладенец, односно извор на вода. И имавме шанса да добиеме на увид едно камче од герданот камчиња. Камчето е исто така употребен збор камчија, кој е тоа од црн гранит, најден во Мариово, датирањето исто така 3000 години пред новата ера. На современ македонски би значило следново: небесна душа, најдобра, прва на земјата данајска, а на Гина, богот што гледа се. Односно, Гина е најверојатно некој македонец, каде што богот што гледа се е Дзе, односно сонцето, се однесува за сонцето. Небесна душа најдобра, која што исто така се кажува дека е и прва на земјата данајска, кажува за односот на данајците во тоа време кон сонцето, односно кон главниот бог Дзе. И како нели луѓе кои што сакаат малку да тестираат во науката, се дрзнавме да ја тестираме нашата методологија на два артефакти најдени од Винча. Тој веќе многу далеку во историјата. Никој не спори дека тие артефакти се некаде од прилика датирани 5200 години пред новата ера. Каменот од Розета е некаде околу 200 години пред новата ера, значи растојанието е некои 5000 години. И за среќа добиваме со нашата методологија текстови кои што имаат смисла, кои што досега од страна на покојниот професор Радивој Пешич, кој што го откри писмото во Винча, односно од Винча, не беа баш најдобро прочитани, односно ова што е прикажано на овој слайд, професорот Радивој Пешич го чита, цитирам, како ШМРТП, односно како го чита како азбука денешна, секој знак, еден глас. Ние го читаме како слогово писмо и добиваме ваков превод. Се во својот Бог, и ден денес србите, нашите северни соседи, викаат усе и у свога Бога. Или пак на една вазна, на современ македонски јазик е напишено вака: во главниот град, престолнината, пееја владетелите и тие се најдобри први, односно нејзини први. Но, еве имаме два артефакти овде од Македонија кои што сега едниот скоро го презентиравме, кој што исто така е многу значен. Тоа е на јужниот зид на
црквата Свети Богородица Перивлепта во Охрид, која што се наоѓа над горна порта. Таму е напишан следниот текст: Бого прв на Божицата врховна небесен водач, на нашата земја исто така небесен водач и на сите градови на нашата земја. Зборот Перивлепта на грчки значи онаа која што гледа далеку или гледа се, а претходно напоменавме дека второто име за Богот прв, тоа е Богот Дзе, кој што некако исто така се нарекува и Богот прв. Второто име на него е оној кој што гледа се, односно оној пророкот. Овде е јасна аналогијата, но исто така треба да се напомене дека ова е на јужниот зид. Богот Дзе е Богот на сонцето или Богот Сонце, но на пладневното сонце, и негова страна е јужната страна. Точно се како што треба по некои правила. Оно што пред некој ден го осознавме, инаку тоа било цело време тука пред нас, ама не се дало да го видиме, е на локалитетот Била Зора, односно јас би го рекол Бела Зора, во околината на Свети Николе, каде што на еден од камењата имаме два знака, односно две лигатури, 4 знака, односно две лигатури, со следново значење, следното читање: на меи, на зее бо, односно на моите или наш, на светлината на месечината небесна душа, тоа е име кое што ја има младото сонце. Но младото сонце е дете или син на зората. И најверојатно, бидејќи ова е остаток од некој храм, најверојатно ако тој е заштитник, директно можеме да воспоставиме врска со името на локалитетот, односно со древниот град Зора. А Бела Зора, па територијата на Македонија во тој дел, особено долна Македонија, била бела. Затоа и Бело море. Не е обратно, не е беломорска, него е бела територијата, морето го добива името спрема територијата. И денес тоа би значило македонска зора. Имаме македонски брод, македонска виница и така натаму. Ништо чудно. И еве еден многу интересен доказ, каде што можеме веднаш да потврдиме дека овој локалитет во древните времења тука бил лоциран градот Бела Зора, како што и следува од она што го кажавме до сега. И сега би кажал неколку заклучни зборови. Ние по нашата методологија се разликуваме од пристапот кој што го имаат египтолозите и другите современи научници. Зошто? Предлагаме да еднозначно во рамките на озвучувањето на знаците, на секој поединечен знак, еднозначно бидат озвучени согласките и самогласките. Спрема нас нема можност за повеќе значност, се мора да биде еднозначно напишано и еднозначно да се чита. Оно што досега го идентификувавме, оно што знаеме да го читаме, тоа се 28 согласки и 8 самогласки. И со примена на ова наша методологија, досега успеавме да осознаеме над 430 слогови, зборови и изрази. При тоа зборовите се во различна форма, именки, глаголи, придавки, и во различни, да речеме, подформи, именки од машки и женски род, членувани, нечленувани, еднина, множина, во глаголи во активна, пасивна форма и така натаму. Она што е карактеристично е дека, што треба да се нагласи, дека она што ние го читаме, што е резултат на нашето читање, во демотските текстови, се согласува и со археолошките наоди, и тоа за сега 100%. Понатаму, во тој период во Египет живеат 3
етнички заедници, два народи египтјаните и македонците и етничка заедница на данајците и спрема сите древните македонци се однесуваат со достојна почит. Демотските текстови и на каменот од Розета и на двата камења од Канопус имаат многу повеќе детали него соодветните данајски текстови кои што се наоѓаат на истите камења. И можеме да заклучиме дека демотските текстови се напишани на јазикот и на писмото на древните македонци кои во тој период се живи господари на Египет. И уште една карактеристика, јазикот на древните македонци има многу силен македонско-словенски карактер. Зошто? Па затоа што досега сите зборови што ги најдовме, кажавме и во претходната емисија, но да повториме, сите зборови што ги наоѓаме ги има и во македонскиот речник, во македонските современиот македонски јазик или во македонските дијалекти, но и во сите други словенски јазици, и тоа во нивните што архаични форми, што современи форми. Ние ова наше тврдење, наше сознание го изнесовме на неколку конгреси кои што се одржаа во Филолошкиот факултет при Ленинградскиот државен универзитет во Санкт Петербург, и колегите филолози од тој факултет тоа го прифатија, се сложија со сето тоа и го поддржаа и дури предложија да овој јазик се нарече прасловенски јазик или протословенски јазик. Тоа беше, да речеме, нивна сугестија, затоа што има токму ваква силна македонско-словенска карактеристика и сведочи за континуитетот во развојот на тие јазици. Сега, ова е и најголемата, да речеме, точка околу која спорат нашите критичари. Се надевам дека овие факти што ги изнесовме говорат во полза на нашето тврдење, затоа што имаме многу слични зборови кои што имаат исто значење како денешните, но и многу сличности во граматичките правила, формирање на еднина, множина, женски род, суперлатив, активна, пасивна форма на глаголите и така натаму и така натаму. Со ова би завршиле за денес. Оние кои што повеќе сакаат да осознаат, може тоа да го направат во терминот во сабота од 18 до 20 часот во просториите на Институтот за универзална енергија, каде што редовно држиме часови и консултации во рамките на откривањето на тајните и осознавањето на карактеристиките на древномакедонскиот писмо и древномакедонскиот јазик. Благодарам и поздрав.